СДСМ е постојана мобилизација сите изминати 9 месеци. Ние сме првата партија која започна своите кандидати да ги избира и промовира уште во јуни минатата година и тие од тогаш ги формираат своите тимови, програми и се во постојан директен контакт со граѓаните. За време на нашето работно лето поседивме стотици илјадници населени места, имавме илјадници средби, дискусии со граѓаните. Теренските активности продолжија есента лани со проектот Врата до врата, каде изворно се запознавме со потребите на граѓаните на микрониво. Сугестиите и предлозите на граѓаните се основата на која се подготвени програмите на нашите кандидати и убедени сме идни градоначалници. Настаните поврзани со донесувањето на буџетот и црниот понеделник од 24 декември беа повод да ја смениме формата на нашето действување во досега невиден за Македонија и вистински отпор против овој режим. Преку 60 дена блокиравме улици, раскрстници, институции, организиравме граѓански парламенти, маршеви, протести и митинзи. Единствено цврстите ветувања и уверување на Никола Груевски до меѓународната заедница дека до јуни ќе стори се за да го реши спорот со името, се основата заради која предвремените парламентарни избори ќе се договорат најдоцна до 1 септември. Сега сме на почетокот на изборната кампања за локални избори. Ќе продолжиме според истиот принцип, остануваме блиску до народот. Организираме бројни митинзи, каравани, трибини, средби и разговори, на кои нашите кандидати ќе ги представуваат своите програми очи во очи со граѓаните и ќе понудат решенија за нивните огромни и бројни проблеми. Но на овие избори гласот на секој граѓанин има двојна вредност. Граѓаните ќе гласаат еднаш, но всушност ќе одлучуваат два пати. И за промената на локалната власт, но уште поважно, и за побрза промена на режимот на Никола Груевски. Покрај неговиот избор за локални представници, градоначалници и советници, народот ќе има можност со својот глас да покаже дека не се согласува со насилието на оваа власт, ќе има можност да покаже дека овој режим нема поддршка за своето однесување и на крајот ќе има можност со својот глас да ја делегитимира оваа ненародна власт. Затоа, нашиот слоган за овие избори е иднината сега. Време е. Ви благодарам и ви стојам на располагање за секои дополнителни прашања. Повелете. Куманово. На 17. Повелете. Ние нашиот избор за кандидати за градоначалници го завршиме, како што кажав, многу порано, дури и пред тоа да го направи ВМРО-ДПМН. Имајќи во предвид специфичноста на некои општини, конкретно на Струга и на Кичево, и во духот на внатрешно-партиската демократија и почитување на желбите на нашите не само членови, туку и граѓани нови општини, одлуката за Кичево и за Струга ја децентрализиравме и оставивме нашите општински организации истата да ја донесат. Конкретно, подготвени сме и во Кичево и во Струга да го поддржиме кандидатот на ВМРО-ДПМН, но во исто време бараме и тие да ја поддржат нашата советничка листа и таа листа всушност да биде заедничка на СДСМ и на ВМРО-ДПМН и во таков случај и нашите и нивните членови, и нашите, и нивните поддржувачи ќе гласаат во пакет за градоначалник на ВМРО-ДПМН и за заедничка листа на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Ние за тоа сме подготвени, ќе видиме како од другата страна ќе одговорат од ВМРО-ДПМН. Што се однесува за општините други две дополнителни што ги наевте, а тоа е Долнени и Брвеница, се уште во овој момент за тоа не сме отвориле никакви разговори. Повелете? Во законски предвидениот рок. Во законски предвидениот рок. Тоа завршува до петок навечер. За 2 недели треба да се формира анкетната комисија за утврдување на одговорноста за настаните од 24 декември. Кои ќе бидат предлозите на СДСМ за членови во таа комисија?
Ние нашите консултации за двата члена во оваа комисија ги направивме и подготвени сме во оној момент кога од нас тоа официјално ќе биде побарано, веднаш да ги доставиме. Оттаму, кога тоа ќе биде побарано, јавноста ќе биде запознаена со тие две конкретни имиња. До овој момент нема иницијатива од страна на председателот, конкретно и за избор на петиот, некој го велат најважниот представник на оваа комисија, кој што, ако добро се сеќавате, за разлика од првиот предлог на Ѓорги Иванов, сега претрпи измена и сега петиот член на таа комисија треба да биде со заедничка согласност и консензус помеѓу политичките партии, а не да биде некој политички или партиски представник. Кратко, во оној момент кога од нас ќе бидат побарани, ние веднаш ќе ги доставиме, бидејќи веќе ги утврдивме. Повелете? Гледате дека веднаш по пладнето од истото попладне од потпишување на договорот, ВМРО-ДПМН почна да го чита поинаку од тоа што е напишано самиот договор и ништо не ни останува да им порачаме дека можат и понатаму да го читаат како сакаат, да лажат како сакаат, да манипулираат како сакаат. Едно јасно. По локалните избори, парламентарни вонредни избори и датум за нив ќе има. И заради резултатот и волјата на граѓаните, и заради, многу битно, очигледните факти кои што комисијата за која што предмалку ме прашавте ќе треба да ги утврди, а тоа е дека на 24-ти беше прекршен Уставот, Законот за собрание и Деловникот. Конечно, она што го кажува и Црвенковски, јас сега предмалку го повторив, сакам да ја прашам, ако не е така, ако Груевски навистина не дават сврсти верување и убедување до меѓународната заедница, врз база на што се темели оптимизмот и на македонската влада, предводена од Никола Груевски, и на меѓународните пријатели пред се во Брисел, дека Македонија во јуни ќе добие почеток на преговорите со Европската Унија. Токму на тие цврсти ветувања и уверувања што Никола Груевски ги дава, а тоа е дека до јуни ќе стори се за да се реши спорот со името со Република Грција. Појасно тоа, здравје. Повелете? Се е јасно друго. Ви благодарам.